1994 година, во манастирот Прохор Пчински ќе почне првото заседание на АСНОМ, за кое ќе бидат избрани 116 членови. До заседанието дојде како резултат на јакнењето на Општонародниот фронт, а по капитулацијата на Италија и се поголемите успеси на западните сили и Советскиот сојуз против фашистичката солдатеска. Покрај делегатите на собранието ќе присуствуваат и шефовите на англиската и на американската мисија при главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија, како и делегатот на Врховниот штаб и на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и повеќе други гости, а особено жители, селани од околината на манастирот Прохор. За председател на президиумот на АСНОМ беше избран Методија Андонов Ченто, како и двајца подпредседатели, Панко Брашнаров и Емануел Чучков. За секретари беа назначени Владо Полежина и Љупчо Арсов. АСНОМ се конституира во врховно законодавно тело, а се воведува македонскиот јазик како службен, официјален јазик во целата македонска слободна држава. Се донесува декларација за основните права на граѓаните во демократска Македонија. Во прокламацијата на АСНОМ до македонскиот народ, меѓу другото, беше запишано: од тешките борби и од пролеаната крв на најдобрите македонски синови излегува денеска првото народно собрание, тој символ на твојата слобода и изразител на твојот суверенитет. Вековниот идеал на македонскиот народ се постигна, да живее за секогаш Македонија. Донесените одлуки на првото заседание на АСНОМ представуваат државно конституирање на македонскиот народ и малцинствата во Македонија. Со првото заседание на АСНОМ се бележи почетокот на современа Македонија.